Заблагодарам на сите за овој проект кој што тешко се веруваше тогаш кога почнавме. Ако мене ме држи седењето добро, треба да кажам некои клучни критични моменти. 2005 година со доаѓањето на комората се постави прашањето за самосталноста на GS1, тогаш се викаше ЕНМА, во посебно правно лице и тука можам да кажам дека работа без преглед да изведе нашата колешка Елена Шкрбевска, која што направи тоа со мене и со Моника Волс, така беше, во Брисел, и мислам дека најдовме решението отвори перспектива, преструктурајќи организацијата, отвори перспектива која што денеска е гледана. Рапиден напредок по целиот период за интерес на компаниите. После тоа критичен момент беше 2006 година препадлањето на подземна на GS1, прибаѓање на нови начин на организација и работа, и 2009 кога ние подробно се занимали со куќа и од тогаш беше сериозен напредок. Ако можам да кажам да изборам луѓе кои што го поддржуваат тој процес, тоа е процес Симен Ивовски, генералниот директор на Витаминка, кој што беше председател на управниот одбор до години и кој што даде ново, да речем, тон на работењето, со професионализам и така натаму, и Никола, кој што наследувајќи го негово, а цело време беше подпредседател, на времето на силе со својата стручност и знаење ја подигна на високо професионално ниво организацијата, така да тука се и членовите на управен одбор кои што цело време се присутни во организацијата, неколку наши значајни компании, пред се Алкалорит, Европа Штип, имавме Мел беше, кој на други, Витаминка и така натаму, кои што цело време практично даваја еден пуш, еден притисок правеа, кој што беше во интерес на самите компании. Денеска е лесно, можам да кажам дека ние сме ценета членка на GS1 Европа. Нашиот извршен директор Кирил Коромешовски спаѓа во редот на групата, како ме информираат тамо, на најперспективни експерти за таа работа, цената на неговото мислење и тоа ние треба да се гордееме и да продолжиме по тој пат. Денеска куќата е осамосталена, со свој простор, со свој персонал, со своји органи и така натаму, али сите овие луѓе треба да се споменат и да најдат своје место. Ние се обидовме преку една монографија да оставиме нешто што ќе го гледаат идните генерации, како тоа почна, а јас сум убеден дека после 10 години GS1 ќе биде поголема организација на комората, бидејќи интересите на компаниите ќе бидат свртени таму. Она што не успеавме да го направиме, а што мислам дека треба да е подредница во наредните 10 години, тоа е работењето на маркетите и на големите ланци на снабдување, кои што без оваа алатка не може да одат напред, неправедно се запоставени, неправедно се третираат и во општеството, знаете и сега какви проблеми на таа релација имат меѓу производителите и меѓу трговците. Мислам дека тука GS1 треба да гледа својот просперитет и треба да гледа во следливоста, која што треба да биде основа на работењето на компаниите во било која сфера и која. Ако ние сватиме дека Македонија без извоз не може да оди напред, бидејќи тоа е единствениот начин да се создаде додадена вредност која што ќе биде во функција на плаќање на нашите одварски према странство и можноста да развиваме некаква економија која ќе ги задржи младите тука, треба да се дара токму во овие форми и овие содржини кои што се. Ми беше чест што бев дел, сакам да останам со вас и понатака и ќе ве поддржувам.